Врнежите од дожд изминатиот период до половина ја наполнија браната Калиманци. Моментално влегуваат 16 метри кубни вода во секунда. Најголемите врнежи беа во Берово и полнењето на Калиманци оттаму беше задоволително. Се очекува наредниот период дополнително да се полни со цел да нема проблеми за наводителната сезона. Моментално во брана Калиманци има 57 милиона метри кубни вода, значи моментално сме на пола од полна брана. Моментално во брана Калиманци влегуваат 16 метри кубни вода во секунда, имајќи во предвид дека пред една недела влегува кубики и 800 литра во секунда. Добро е што во реонот на Берово заврна околу 100 литра на метар квадратен дожд, додека Делчевскиот и Каменичкиот регион беше послаб со врнежи, да беше исто како во Берово, тогаш можеме да кажеме слободно дека имаме комплетно вода за наводнителната сезона. Имајќи во предвид дека на нас ни се потребни околу минимум 90 милиона метри кубни акумулирана вода за да ја истераме успешно наводнителната сезона, значи ни недостасуваат околу 30 милиона метри кубни вода. Се надеваме во наредниот временски период дека ќе има нови врнежи од дожд. Сезоната за наводнување требаше да започне наредната недела, но заради врнежите од дожд ќе биде одложена неколку дена. Пред се и нивите во Кочанско не се подготвени за да биде пуштена вода за наводнување. Сезоната започнува 8-12 април, но имајќи во предвид дека сега во Кочанскиот регион има заврно над 50 литра дожд на метар квадратен, значи и земјоделците не се спремни, значи на тие места каде што земјоделците ќе ни побараат вода, ние сме спремни уште денеска да пуштаме вода, но мислам дека пуштањето на вода ќе биде малце задоцнено, ќе биде после 15. Инаку во текот на вчерашниот ден во општина Чешиново Облешево беше и директорот на АД Водостопанство, како и министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Како што напиша тој на својот Facebook профил, извршен увид како тече процесот на чистење на каналската мрежа и нивната функционалност. Додаде дека навремено се расчистува згустената вегетација и натоложената тиња по каналите со цел непречен проток на вода за наводнување кога таа ќе биде најпотребна за земјоделците. Додава дека хидролошката состојба се подобрува, оризо производителите навремено ќе имаат вода за наводнување на нивните посеви.